Opština Kočani je nelikvidna. Vo momentov lokalната samouprava ima dolgovi od neverojatni 3,5 milioni evra. Ovaj podatok što kočanskiот gradonačelnik Nikolču Ilijev go soopšti javno, po analizite na budžet od što mu ge ostavi negoviot prethodnik Ratko Dimitrovski. Vkupnite dolgovi od osnovniот budžet na opštinata se okolo 2,6 milioni evra. Обврските денеска што лежат за измирување само по основ на тековни обврски се околу 800.000 евра. На ова, ако ги додадеме и кредитите кои што ги имаме, значи имаме два кредита од Светска банка кои се со рок на доспевање, едни од кредите до 2022, остаток за враќање по тој основ се 19 милиони денари, односно 300.000 цирка, нешто повеќе од 300.000 евра, и долг по основ на кредит од Светска банка кој доспева за враќање до 2027 во износ од 57 милиони денари, нешто помалку од 1 милион евра. Освен овие побарувања, во моментов проблем се и дотациите за основните училишта, кои во моментов изнесуваат околу 700.000 евра, каде состојбата е најдраматична. Каде што дел од училиштата веќе се по основ на тужби и блокирани, и таму мораме подитно да преземеме мерки како би спречиле и понатамошно ескалирање на проблемите и доведување во прашање нормалното функционирање на училиштата. Најголемиот долг кај училиштата е во делот на превозот на ученици и секако во делот на грејењето. Поради лошата ситуација, Илиев најави итен ребаланс на буџетот за тековната 2017 година. Со ребалансот ќе предвидиме кратење на приходите, кои веќе ги нема, се предвидени ги нема, меѓутоа од другата страна ќе ги скратиме и расходите кои преостануваат уште за реализација. Значи, на двете страни ќе имаме кратења, што значи дека за граѓаните ќе има проекти предвидени, кои се предвидени во буџетот за 2017, а нема да бидат можно да се реализират, односно не се реализирани до сега. Инаку во моментот кога Илиев станал градоначалник, на сметката на општина Кочани имало 4 милиони денари, пари кои веднаш се искористени за покривање на најитните побарувања.